Тој е еден од најголемите промотори на читањето како навика на онлайн просторот. Неговиот YouTube канал е се почесто посетуван. Таму ни предлага негови омилени книги, кои што ќе ги прочете и сака да ги сподели со со своите читатели. Јас сум Сребра Ѓоргиевска, добре дојдовте во нова епизода на Умен подкаст, а наш денешен гостин е читачот, односно Александар Маџаровски. Добре ни дојде. Добре ве најдов, фала на поканата. Александар, приказнава ја започна пред 4 години со читачот. Како се роди оваа идеја? Предпоставувам дека веќе беше страствен читател. Ти си инаку по професија дипломиран професор по филозофија, а инаку предаваш во приватно училиште креативно пишување. Како се роди читачот? Па идејата да направам YouTube канал каде што ќе зборувам ќе правам рецензии, нели, осврти за добри романи. Мене ми е важно секој што си го нагласувам добра литература, добри романи, нели тука може да се дискутира за тоа. Што е добро според тебе? Тоа е тоа. Да. Ја имав таа идеја и пред пандемијата, меѓутоа баш оној почеток, точно пред 4 години, негде март, април, кога почна целата таа пандемијата, нели, изолација, затварање по дома, веројатно тоа ми го даде просторот и ме потурна да решам да го реализирам тоа. Почнав да го читам на делови Хобитот од Толкен. Тоа беа доста делови. Како да знаеш дека пандемијава ќе потрае, па си почна со поголеми делови. Тоа беа доста делови, доста поглавја, а после тоа почнав веќе да правам, ги нареком авторски профили, не знам за Алис Манро или за Дино Буцати, за некои писатели. Сватив дека тоа е преамбициозно, секоја недела да правам авторски профил, да кажам, не знам, кои се најдобрите нивни дела што може да се чита на македонски, тоа малце доста беше обемно. Почнав да правам рецензии на книги, правам колку што можам најмногу, што во моментов предпоставам дека значи 2 рецензии месечно, од прилика. Како се задоволен, како се развива таа твоја нова публика, да речеме? Имаш околу 1000 следбеници на YouTube, нормално ги користиш и сите социјални мрежи за промоција на видеата. Многу ми е интересно дека и самиот кажа, избираш книги кои што според тебе се добри. Значи ти не избираш да критикуваш, пример ќе прочиташ нешто што не ти се допаѓа, па ајде сега ќе јавно ќе го линчуваме, туку нудиш тоа што според тебе е квалитетно, односно сакаш и некој друг да прочита. Дали поттикнуваш луѓе да ги прочитаат тие дела? Имаш ли така повратна информација од читателите? Да, дефинитивно, значи во однос на тоа што читам лично за себе, без разлика дали го имам каналот или не, сум многу селективен затоа што времето е тоа што е и гледам да читам само по препорака или оно што е признаено, препознаено како и да е, значи да читам книги што сметам дека вредат. Океј, отворен сум и читам книги многу мал процент рендом. Нели обично или тоа може да бидат локални автори кои што сакам да ги прочитам, да видам што се случува тука на сценава. Меѓутоа има фидбек. Да, значи има луѓе што тоа не е голем фидбек можеби, меѓутоа има луѓе што ти ми кажат: "Еј, супер, ја купив таа и таа книга што ја препорача, ми се допаѓа", или "Каде можам да најдам таа и таа книга, тој и тој роман". Во таа смисла, ако го земеме предвид фактот дека сепак зборувам на македонски, што ја намалува публиката многу, и дека зборувам за литература, за книги, што уште повеќе го намалува досегот, мислам дека окей, задоволен сум. Да, потребни беа 4 години и полека се градат тие followers или subscribers на YouTube, меѓутоа мислам дека некогаш и самите views, ова не го кажувам онака патетично да се жалам, тоа не ми е ни важно, меѓутоа некогаш самите views не се индикатор за тоа колкаво е влијанието или колку луѓе биле инспирирани па макар и неколку луѓе да бидат инспирирани да прочитаат некое добро дело, мене тоа ме радува. И тоа е успех, точно. За мене лично да. Кој е кумот на името? Зошто читачот? Читачот, ајде кога тргна работава и са каналов да му дадам некој име, се нели сакаш да биде нешто интересно, нешто кул. И напишав на Facebook и имаше повеќе предлози, меѓутоа некако се наметна. Побара помош од... Да, побарав помош од публиката. И не мислам, Ана Голешка го спомна. Па да, читачот нормално. И некако ми се допадна тоа.
И сега полека со годините тој читачот некако ми го зема личниот идентитет, ми го краде и некогаш знам да се нашалам да кажам, не знам кој тој читачот, се Алек го знам маđаровски, ама како и да е, мислам дека многу добро се вклопи името и така и сега си имам лого и онака баш Кој те нацрта функционира. на логото и тоа сакав да те Тони прашам. Попов, тоа ми е драг другар, Супер. уметник во Охрид живее и ме наслика и дома си ја имам, оригиналот го чувам. Меѓутоа еден друг другар, Велибор, го среди тоа како лого, го направи, нели, типографија се вика тоа, да. Да, супер. И сега си имам и лого, се уште мерчендайз да почнам да правам. Така. Сега уште да заработуваш. Да. Кажи ми, како ти стана страствен читател? Сам за некој што студирал филозофија, тоа веројатно и не е нешто, некоја чудна навика, меѓутоа знам и многу луѓе што се дипломирани филозофи, па не се толку страствени читатели. Дали знам. од дете Да. ја имаше таа... Да, и се Таа тоа пасија- ми отвара, еве сега, филозофски ми отвара едно прашање, дали некој што како дете читал книги, останува читател цел живот. Тоа е многу интересно. Да речем, јас читав книги како дете, онака баш нели кога ќе каже некој, јас ги читав дури Сите лектири. Сите лектири, ама не па дури етикетите, весници дневни читав. Океј. Може би не до тој степен, меѓутоа читав книги. Одев во другарче во библиотека, па ни си купував книги, не знам, читав, дали волшебникот од Оз, што и да било тоа. Так. За таа возраст тогаш. Меѓутоа после дојде некој период, нели почнаш некој тинејџерски бунт, па музика се слуша тука, па тогаш гранџот беше, па не знам, хеви метал и некако ги оставив книгите малку за одреден период и после во средно повторно почнав да читам, онака активно, не знам, класици, што Достоевски, Толстој, што и да ми се свиѓало во тој момент и од тогаш мислам дека читам Не редовно. престан. Меѓутоа читав како дете. И сега се прашувам, веројатно игра тоа улога. Дали твоите деца читаат? Моите деца читаат на периоди поактивно, на некогаш не толку активно, читаат, да. Да речеме, едниот син така почна доста сериозно да чита дела кои што јас не сум ги читал на таа возраст, да речеме на своји 3-14 години почна, мислам, тоа е денешна приказна која што веројатно се повторува, Хари Потер. Нели не може да кажеме сега, па да, Хари Потер, не знам, тоа е искомерцијализирано, меѓутоа Хари Потер си врши огромна улога Точно. да ги привлече децата кон книгите. И почна со Хари Потер, па после Lord of the Rings, Перси Джексон, Филип Пулман, таа трилогија, така се исчита доста, за да после одиш на потешките ствари, па например Селинџер, Оскар Вајлд или Достоевски. Така што мислам дека Хари Потер беше добар влез во тој свет и после нормално, периодично. Децата оптоварени се некојаш со школа, меѓутоа како и да е, читаат. А дали ако ти им препорачаш нешто, те слушаат за препорака? Па не им препорачувам. Или не им се мешаш во штипки? Не им се мешам, да. И може би јас затоа што се трудам да следам. Сега почнав да го читам пример Нил Гейман и сакам повеќе да навлезам во неговите книги. Се трудам да следам. Читам и графички новели. Не толку за да бидам во тек, меѓутоа сепак да имаме и дискусија со нив за некои книги. Хари Потер, морам да признам, не го исчитав. Може би ќе го исчитам некојаш, меѓутоа сум ги читал. На стари години, кога имаш време. Меѓутоа Lord of the Rings ги прочитав и тука можам да зборувам за тоа. Така што не им се мешам толку да им наметнувам, особено што не сакам да живеат со тоа дека нели татко им е читачот, па сега дома имаме многу книги. Меѓутоа иако мислам дека да бидеш опкружен со книги и во таква атмосфера, мислам дека помага. Иако можеби дека им создава некаква љубопитност на децата. Дека тука им е на располагање, тоа дека се опкружени со читање, со дискусии за книги, мислам дека тоа сега до некој степен, меѓутоа и понатаму во животот мислам и се надевам дека ќе им влие, дека ќе им создаде нека уште поголема љубов за читањето. Да, тоа ми беше некако и следното прашање што ми се надоврзуваше. Колку ние како возрастни сме примерот што треба децата да го следат. Ако нас не гледаат дека сме постојано со телефон или на компјутер, ќе добијат ли желба за книга? Го имам тоа чувство дека како возрастни, сега зборувам и за помали деца, не веќе тинеџери и поизградени, дека не го размислуваме многу тој момент, како ние со тоа наше однесување влијаеме кај нив за да се роди или не желбата за читање. Апсолутно. Да признаеме,
телефоните претпоставам дека ги користиме повеќе отколку што треба пред самите деца. И јас некојаш на децата да ми кажат, ако им кажеме screen time, сега нема веќе screen time, фатете книга, сега треба да читате, и знаат да кажат ферски. А вие колку време поминавте на screen time денес? Да. Дај да видиме на телефонот. И окей, тоа ќе ме замисли, ќе кажам, треба и јас мојот screen time да го времето поминато пред екран да го скратам и да бидам пример, нели? Да бидам модел за нешто што е добро, што треба да го следат. Окей, да, јас читам, да речеме, активно читам книги и сега обично мене ми е дилемата ако треба да гледам серија некоја или филмови, обично гледам и за филмовите, да речеме, сум многу селективен и гледам она што добило Оскар или што е најдобро, ама секојаш наместо Netflix одбирам да читам. Тоа ми е мене лична пасија и ако слободното време што го имам, го користам и тоа слободно време дури во ние мали случајни моменти, чекаш на лекар или во кола ги чекаш децата, седиш во кола. Јас најчесто одбирам да читам. Или па можеби морам да признам дека YouTube денес ни е станата, YouTube е телевизија реално. Оно што беше порано телевизијата денес и гледам рецензии на некои буктюбери што ги следам или предавања за литература, за што и да е, така што или сум со книга или гледам нешто што ајде според мене е корисно. Кога ги карам децата, нели, што гледате за некои рендом јутубери што играат игри, правете нешто корисно, ве гледате, јас гледам видеа за книги. Дали некој ти помага во снимањето на видеата? Не ми помага, затоа што реално јас сум one man show, во смисла снимам со најобичен телефон, со мал трипод, открив на YouTube како се трикови, не се трикови, совети како да го ставиш светлото, не знам, со 2 столни ламби и со еден телефон и микрофон, затоа што мислам дека звукот е важен. И тоа е тоа. Можеби во иднина не знам, би ми требала повеќе опрема за нешто друго, меѓутоа сега мислам дека со многу малку добивам пристоен квалитет за тоа како изгледаат видеата. Така. Дали имаш соработка со издавачките куки? Сега ова навистина е дејност која што она што спомна да размислуваме, можам ли да заработам јас од ова мое хоби. Постои ли интерес кај нашите издавачи, например, да те покана, да речеме, дали може да ни ја промовираш, да ни промовираш одредено издание? Имаме ли таква култура на однесување? Има, да, до некаде. Со тоа што директно, ова прашање што се наметнува и се поставува и во други случаи сме го дискутирале, дали може да се заработува од YouTube. Тоа е многу тешко. Треба да дојдеш до некоја граница, до некој, не знам, колку број на сати си гледан или колку имаш претплатници, тоа не е ни важно, тоа не ме ни занима. Меѓутоа, од друга страна, низ овие неколку години видов дека има издавачи кои што имаат чувство за маркетинг и кои што, да речеме, во најмала рака знам да ми подарат книги. Затоа што кога почнав, да речеме, снимам видео и не ги тагнувам. Не ми беше тоа идејата да тагнам, да пратам некаква порака. Меѓутоа, тие што имаат чувство за маркетинг, знаат да ми подарат книги или неколку пати ми имаат нарачано рецензија за хонорар за некакви си маркетиншки цели нивни, така што во таа смисла сум имал некаква заработка. Океј, добро, тоа може би символично, меѓутоа од друга страна сепак ти дава некаква сатисфакција. Препознаене твојот влог и целото. И некаква сатисфакција за трудот што го вложуваш, што јас би го вложувал и без тоа, секако. Ги промовираш и македонските автори, тоа што ќе ти се допадне, пак ќе се вратам на почетокот. Дали имаш од нив повратни реакции, да речеме да ти се благодарни како си го прочитала одредено дело? Еве последен пат ми се чини беше книгава на Лидија Димковска, единствен матичен број, да. Дали се трудиш да обрнуваш внимание повеќе на македонската литература, на современите автори? Да, меѓутоа и тука сум селективен и го читам, не знам, читам по мој избор или не знам сега. Да речеме, речиси сите автори за кои што сум снимил видео, можеби затоа што имаме вакуум за книжевна критика, иако она што јас го правам повеќе го гледам како популаризација отколку книжевна критика, затоа што сметам дека книжевната критика си има свое место, меѓутоа во други медиуми можеби. Јас повеќе сакам да бидам популаризатор на книгите, на читањето. Затоа го избираш тоа што е добро. Да, и затоа избирам со каков јазик, на каков јазик ќе зборувам,
колку ќе бидат долги тие видеа, значи како ќе изгледа тој формат. И имам речиси сите македонски автори за кои што сум снимил видео го споделиле со мерак, со задоволство и ми пишале и фала ти со тоа што некои изреагирале и кажале дека добро сум го фин, убав прочит на делото и така натаму. И тоа баш ми е супер, многу ме радува. Имаш ли некој мал круг на луѓе на кои посебно им веруваш, да речеме, во препораките за книги, за наслови? Освен нели твоето истражување на интернет или како стигаш до тоа нешто да те заинтересира? За жал немам толку луѓе со кои што можам на, не знам, секојдневна основа да разговарам за книги и мислам, ако добро размислам, мислам дека самиот YouTube канал, можеби несвесно, се роди од таа потреба да се дискутира. Па јас сум од оваа страна, така јас ќе го снимам видеото, меѓутоа ако испровоцирам дискусија, ако испровоцирам некој да го прочита тоа дело па да разговара со некого, сум успеал. И веројатно тоа беше нека подсвесна потреба да се зборува за тоа. Знаеш, секогаш кога ќе изгледаме добар филм или добра серија или што и да е, прво што правиш се јавуваш на некој пријател или кажеш ова мора да го видиш. Значи ова е нешто гениално невидено. Може после 3 дена нема да сметаш дека е толку гениално. Некој ќе излеземе некош од кино, сме така како вау, ова е ремек дело. Ама тоа е тоа чувство кога сакаш веднаш да го споделиш и сакаш како сиве луѓе што ги знам не беа у салава сега да ги. Ама нели по природа кога е нешто убаво, за убавината, добрината, вистината, нели сега и тоа е на некој начин чин на добрина на љубов, во смисла убавиот момент сакаш да го споделиш. Нели кога сме некаде на некој концерт и што си велиме? Еј да беше. Да. Тој, не знам, кој да е. Еј ти му се свиѓаше овој бенд или ти му се свиѓаше овој филм. Истото и со книгите. Јас некогаш и веројатно и во видеата некогаш се гледам каде сум превозбуден за некој. И најверојатно во тие видеа почнувам од старт. Ова е еден сјаен роман кој што мора сите да го прочитате, сега да ви кажам што има во романот. Нема за секој роман да имам таа возбуда. Меѓутоа се надевам дека пренесувам малку дел од тој ентузијазам на слушателите или на гледачите. Се почесто денес младите, тие што читаат, го избираат англискиот јазик како јазик за белетристика, за читање. Кој е твоето размислување по темава? Сега факт е дека се повеќе децата се изложени на англискиот јазик и ние тука не можеме многу да направиме, да промениме. Дали да ги поддржуваме кога избираат да читаат само на англиски јазик и има ли начин како да ги поттикнеме да читаат и на мајчиниот јазик? Посебно кога е таа возраст тинеџерска. Интересно. Сега тука можеме и две прашања да поставиме. Едното е на кој јазик да се чита, а второ е целиот предизвик на читањето. Да. Дали воопшто се чита и како да ги мотивираме. Ако зборуваме, ако треба да бирам дали да читаат на англиски или да не читаат апсолутно на англиски. И сега тоа е малку покомплексен проблем, затоа што тоа е нешто што е над наша контрола, што е еден глобален јазик на YouTube, било каде. Значи има еден нов феномен што не беше присутен во мое време, да речам, со тоа што денес децата меѓу себе разговараат. Покрај школски двор да поминеш ли, децата разговараат некојаш меѓу себе на англиски. Тоа не е фино и не би требало да биде така. Меѓутоа, дали имаме контрола врз тоа, дали може да смениме нешто? Може би, ама само до негде. Тоа е феномен што во таа смисла подобро да ги охрабриме да читаат, иако тоа не е нивниот мајчин јазик. Од друга страна сега се враќаме на прашањето како воопшто да читаат. Се тука е системски како изгледаат книгите, колку се достапни книгите, колку им се прво мора да излеземе од оној елитистички филм, па нели кого го интересира добрата литература ќе ја најде, нели? Па не, ајде ние да ја донесеме добрата литература или како и да. Во таа смисла од една страна една од светлите точки во земјава, една од малкуте светли точки е литературата за деца, за млади. Ја има преобилно и е естетски подобро од било кога. Содржински веројатно го следи тој тренд, меѓутоа естетски, а на децата книгите се во многу нефер, неправедна борба денес наспроти социјалните мрежи или другите.
дури не можеме да го споредуваме тоа со филмот. Да речеме, а порано кога јас бев дете, ако сакам да имам забава некаква и да одам на флипери, јас ќе поминам таму време колку што моите ќе ми дадат пари да купам жетони. Така. Со тоа се открива колку е. Тоа било многу одамна. Меѓутоа денес на телефонот имаш неограничено бесплатно стимулирање на твоите сетила и да уживаш во таа игра. Преголема е разликата од играње на некоја игра. Fortnite била, не знам што и да, каква и да е играта, премногу бои, звуци, гласови, за да после влезеш во светот на книгата кој што е најчесто бавен. Бавен, пасивен. Пасивен, треба да процесираш, соочен си со таа страница испишана со некакви црни букви и илустрација некаква, така што тоа е многу неправедна борба. И во најмала рака, најмалку што може да се направи е естетски барем, да се направи исчекор и да станат книгите поприфатливи, поприсутни можеби и да се не знам, да се издаваат книги што ќе им зборуваат на децата, на децата, младите, тинеџерите. Да. Така што може нешто да се од друга страна, ајде се да го скандализираме прашањето уште малку повеќе. А зошто да ги тераме па да читаат, а не да слушаат книги? Да речеме аудио книги, пример. Или зошто не читаат графички новели или стрипови. Значи, тоа е поблиску до нивното време во кое што затоа што ако гледаме така, романот како литературна форма е релативно млада форма. Го имаме ние како што го познаваме 200 години, 300 да речеме. Меѓутоа претходно луѓето, ајде не зборуваме што не ни читале, немале книги да читаат, така што суштината на романот е приказната. Се таа приказна може да се раскаже преку филм, преку графичка новела, преку на разни начини, во текстови на рап песна што ќе ја слушаат. Така што не мора да е ексклузивно книгата, имаш електронски читачи, може на Kindle да читаат. Меѓутоа е важно да се стимулира таа креативност, таа имагинација што ја нуди книгата или приказната сама по себе. Ајде да не зборуваме за придобивките од тоа, па емпатија, па разбирање на другиот и така натаму. Во таа смисла, уште поважно е приказната да излезе, а секако и во пишана форма, и тоа го правам јас. Нели, тоа ми е пасија, тоа ми е страст. Меѓутоа, ако децата читаат и графички новели и слушаат книги, супер. Што повеќе сетила ангажираат? Да. Така што и аудио книгите се сосема легитимни и сосема супер. Сметаш ли дека можеби треба малку повеќе и самиот образовен систем да поработи на поттикнувањето на читањето? Нели, лектирите си ги имаме од секогаш и треба да ги има и тоа е завршена тема. Меѓутоа, сме имале примери, јас работам како новинар 20 на години и секогаш многу сме се радувале кога ќе наидевме на наставник, наставничка која што наоѓа свој начини да ги мотивира децата да читаат. Па им организираат акции во оделение, кој ќе прочита повеќе, кој ќе раскаже подобро. Треба ли малку и овде, затоа што сметам дека во еден колектив како што е училиштето, кај децата може да се поттикне таква љубов. Може да се случи дома, има луѓе кои што немаат книги, има возрастни кои што не читаат едноставно. И тоа не се ли, од друга страна, не се ли тие случаи изолирани случаи? И ние тоа се светли точки, ние ќе кажеме браво за овој наставник, за оваа наставничка, ги однеле децата на саем, им прават интересни, но и тоа не е систем, не е тоа системски решено. Тоа ми беше и прашањето, дека можеби веќе сме во фаза кога треба малку посериозно да ја сватиме оваа тема, не да биде кој сака нека прочита. Туку да ги најдеме методите, начините како да ги поттикнеме децата. Како да читаат, меѓутоа и како да им пристапат на тие дела. Значи кај нас ако нешто фали, сега не сум некаков експерт за образовни системи или слично, меѓутоа нас ни фали критичка мисла. Значи ние не ги учиме децата да размислуваат, како да анализираат едно дело, туку да реплицираат знаење, да го репродуцираат, научено на памет најчесто. Во таа смисла и како ќе им пристапат на тие дела е многу важно. Како ќе ги анализираат, како да препознаат, да ја прочитаат приказната или да ја протолкуваат ликови и така натаму. Мислам дека тоа е комплексна и сериозна работа, што системски секако потребна интервенција која што требало да се случи не вчера, пред 20 години. Имаш ли омилена книга? Омилена книга? Не знам дали имам омилена книга, меѓутоа баш или автор можеби. Автор, мислам дека имам Чехов го сакам многу. Нели обично одиме на
Тој има еден текст напишав сега за антолог, има нови класици Да. се реиздаваат, меѓутоа со нови преводи, не само со нови корици. И напишав еден краток текст за Чехов и нели таму се шегувам малце, но кога бираме меѓу омилени писатели или омилени руски класици, секогаш е битката меѓу Достоевски и Толстој, тоа се нели имиња што доминираат, меѓутоа мене ми е Чехов посуптилен, поголем да, нели Достоевски големиот познавач на човечката психа и така натаму, Толстој знае да биде драматичен, меѓутоа Чехов е најсуптилен, најнежен и можеби најдобро ја познава човековата природа од сите тие автори. Го сакам Чехов. Да спомнам имиња, не знам, Џон Максвел Куци, да речеме, јужноафрикански писател, мислам дека е одличен писател. Кој друг да го спомнам? Ајде да не спомнувам очигледни имиња, како не знам, Орхан Памук. Сега зборувам за современи, да не одиме само... Так. А веројатно најомилен роман на сите времиња ми е веројатно се уште Дон Кихот. Комплетна верзија од Сервантес. За мене до сега не надминат. Супер. Кажи ми, неудамна почнавте со една програма во Europe House Скопје. Ти си како модератор на читачки клуб. И прва книга што беше промовирана и автор со кој имавте средба беше токму Лидија, со незиниот последен роман. Ете, ова е убава прилика и во живо да се сретнеш со читатели, па и во живо да се направи таа интеракција на страна на YouTube-от. Како е планот тоа да се развива, каква динамика ќе има? Дали гостите ти ги избираш како предлози? Читачкиот клуб, Book Club-от постоеше. Да. Владимир Мартиновски, професорот, го водеше, се направи пауза и сега се рестартира, и сега јас сум модератор. И првата средба помина супер, друга во живо, нели друга на коментар да си преписки да правиш, меѓутоа во живо да слушнеш кој како го доживеал романот на Лидија е провокативен во таа смисла, отвара прашања и едно, значи зборуваме само за европски автори, тоа ќе биде главниот критериум и листата јас ќе ја правам. Значи јас ќе ги избирам романите, меѓутоа ќе гледам да видат романи што во најмала рака отвараат добра дискусија. Не само што се добри романи, туку што се податни за добар разговор, за добра анализа, споделување на мисли, така што еднаш месечно ќе се собираме и едва чекам да видам што ќе се случува на следните средби. Супер. Александар, ти благодарам многу што беше наш гостин. Ти посакувам уште многу добри да наидеш на многу добри книги, да продолжиш со твојата мисија, со снимањето на видеата и нормално да имаш и да откриваш и нови начини како да ги промовираш книгите што ти се допаѓаат и да стигнеме до што повеќе млади луѓе и нови читатели. Благодарам на поканата, уживав во разговорот и вам ви посакувам многу гледани епизоди и на подкастот, а и на сајтот Умно МК. Ти благодарам многу. Фала.